Гледам дека колешката Елизабета Спасеновска веќе е негдека во убава некоја парковска опкружување, може да и на терасата на градскиот трговски центар, не знам, таа ќе ни каже, но мислам дека имаме соговорник кој што представува млади сили и треба да видиме за што станува збор. Елизабета, добро утро, повели. Добро утро. Во следните 10 минути ќе имате можност да го проследите разговорот со Ива Наскова, млада студентка на правниот факултет, која што неодамна е и млад европски амбасадор. Добро утро, Ива, и добро дојде во утренски брифинг. Добро утро. Станува збор за една интересна титула, млад европски амбасадор, за која што не сме зборувале баш многу често во нашата емисија. Може ли да ни раскажеш за што станува збор? Така, значи мрежата на млади европски амбасадори представува неполитичка и европска мрежа која што има за цел да ги спои активните млади од целиот Западен Балкан и значи да придонесе кон решавање на клучни проблеми кои што се насочени кон младите во Европската унија. Исто така она што би сакала да го напоменам е дека покрај тоа што сака да постигне одреден степен на младинска соработка помеѓу сите земји на Западен Балкан, таа исто така представува и гласот на младите кој што ќе го представува во сите институции на Европската унија. Тука би сакал да искористам приликата да кажам дека ова представува регионален проект на Европската унија за Западен Балкан, кој што започна во јануари 2020 година и представува исто така 10 годишен проект. Што ќе значи тоа за младите луѓе во Македонија, со оглед на тоа што имаат представник кој што ќе ги представува како што велите и самата? Дали можеби ќе можат и тие преку вас да ги искажат своите идеи, размислувања? Така, значи ние сме тука буквално за нив, значи тоа што јас ја носам оваа титула заедно со останатите 19 исто така феноменални представници од Македонија, значи ние сме тука гласот на младите, ние навистина ги представуваме младите, така што кога ние ќе одиме некаде да ги представуваме младите, тоа ќе бидат нивните ставови, тоа ќе бидат собирање на повеќе идеи на сите млади од целиот Западен Балкан и навистина би сакале да им оставиме тука впечаток дека они се навистина важни и дека они стварно значи може да бидат промената во општеството кое што сите ние ја сакаме. Ива, би сакала и да ни раскажеш каков е патот за да се дојде до една ваква звање, една ваква титула? Дали беше тешко, дали се работеше за голема конкуренција во однос на изборот? Така, конкуренцијата беше доста голема, значи кандидати беа пријавени некаде околу 30-тина, од кои што само 10 влагаат, од кои што 5 се машки, 5 се женски. Така што процесот се одвива во 3 фази. Првата фаза е поднесување на апликација. Апликацијата е всушност видео во кој што ние треба да се представиме самите себе и да кажеме што ние сакаме да промениме во општество, односно од локалната заедница од каде што ние потекнуваме. Потоа втората фаза се однесува на гласање на кандидатите. Додека пак третата фаза е поделена во 2 фази, а тоа е значи техничко жири и експертско жири. Техничкото жири одлучува, а тоа е уствари Европската комисија, додека пак експертското жири го сочинуваат влијателни поединци од целиот Западен Балкан од областа на младинскиот активизам, на културата, спортот, музиката и така натаму. Ја би сакала да прашам и колку ќе бидеш воиднина во комуникација со младите? Има ли никое представништво, одредена канцеларија каде што можеби ќе може да те најдат, да те сретнат, да ги искажат своите размислувања, па за потоа вие да можете да ги пренесете? Така, апсолутно да. Значи младите доколку сакаат навистина да влијаат, они го можат тоа. Значи можат они да дојдат до Europe House. Ние конкретно немаме своја канцеларија, но туку имаме представништво на Европската унија. Тоа е како што кажав Europe House, но доколку сакаат значи да не известат или доколку сакаат да реагираат за нешто, тие можат да дојдат до нас директно, значи може да отворат самата страна на We Balkans каде што може да ги видат сите кандидати од целиот Западен Балкан и можат лично да им се обратат. Ние сме апсолутно достапни за се и за секое мислење кога потекнува и кога станува збор за младите. Да, тоа е навистина олесната комуникација, ако можам да забележам. Нема многу да ви одземам од времето, и никаде пред крајот на разговорот би сакала да ве прашам и што се однесува до идеите. Велите дека секоја идеја би била пренесена, дали ви ќе имате никаква размислување, никаква идеја која што ви ќе на наредниот состанок или собир ќе ја пренесете од младите? Така, јас и во мојата апликација наведов дека она што ќе се потрудам да го направам е да го одвојам зборот јас и да го преформулирам во зборот ние, затоа што тука не станува збор само за еден поединец. Еден поединец не може ништо да промени во општеството. Тука е битна силата на младите, а јас сметам дека младите се движечка сила во општеството. Така што тоа би било она што јас би сакала да го постигнам во мојот, би рекла, 3 годишен мандат како млад европски амбасадор.
Ива, ти благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг и за гостувањето во емисијата. Ти посакувам успех во однос на завршување на студиите, со оглед на тоа што си абсолвент на правниот факултет, меѓутоа и успех во постигнување на сите овие цели за кои што зборуваме. Благодарам. Вам, драги гледачи, се надевам дека ви беше интересен овој разговор, дека успеавме да го задржиме вашето внимание и да ја пренесеме пораката од денешното вклучување во утрински брифинг, а тоа е дека токму во младите е силата и доколку и вие сте дел од таа помлада популација, не се срамете да ги искажете вашите ставови, идеи и размислувања за тоа што сепак и тие ќе бидат прифатени.